окей, да си дозволам и бурек да јадам. И сега ако го исечеме ова као рил, ќе и бурек да јадам, да се толку отидавме вирал, така. Да. Тренерот рече можам бурек да јадам. Даниел, како си? Супер, како сум, како во холивудска продукција, ама така, со малце поише ефекти. Да. Веќе некој време се договараме и успеавме конечно да се договориме. Баш ми е мило што ти имаме денеска тука и сакам ова епизода да ја започнеме со тебе како и со сите други гости, со прашањето што за тебе претставува ментално здравје. Зошто издишувам? Затоа што не е едноставно прашање, многу комплексно прашање пред све. Зошто? Затоа што јас можеби како некаков стручњак од некоја област имам моја дефиниција. Општо нашите сограѓани имаат сосема секој индивидуална, нели, дефиниција што е тоа ментално здравје и е многу тешко да најдеш заеднички јазик. Особено имаме разлика помеѓу генерации, јас сум можеби малце повозрасен од едни други времиња. Во денешно време и менталното здравје е можеби и тренд како прашање. Зошто велам тренд? Затоа што се повеќе во моето секојдневие ми доаѓаат клиенти помлада уште адолесцентно незрела, нели, популација, кои што доаѓаат со себе диагностика. Така да информација има многу што е тоа здравје, што е тоа ментално здравје, што всушност е тоа ментално здравје за мене би требало да кажам е некаков баланс, некаква благосостојба. Но кои се нормативите и стандардите за баланс и што е тоа благосостојба е другото прашање, третото прашање, каде што кога ќе почне да го дискутира човек кој е богат со знаење, има една фраза вика down the rabbit hole, копаш длабоко се задлабочуваш, веќе одговорот станува повеќе филозофија. No. А менталното здравје е повеќе keep it simple, не е толку длабока филозофија. Можеби јас како стручњак можам да земам една анализа, да зборам, ама менталното здравје е стварно една насмевка. No. Толку едноставно менталното здравје. Нели, велиме вака, ако скршиш рака, доколку си млад, фактор годините ќе ги земеме, доколку си млад, до 20 година ќе ти зарасне коската за 20 дена. На 30 години за 30 дена, на 40 години за 40 дена, после 50 година може и за 3-4 месеца. Ке заздраве, нели, самата коска, но што правиме понатаму? Имаме рехабилитација, функции и последици, што доколку не превземаме ништо, ние ќе имаме доживотни последици. Исто така и менталното здравје. Доколку не посетиме психолог, додека не работиме на себе, ние да имаме некоја траума, таа траума можеме да ја носиме доживотно. Да. Да влеземе во депресија, можеш да останеш во депресија доживотно. Можеш да си го решиш буквално, ја викам, како еден социјален шамар, бум-бум, и излегуваш од депресија. Едноставно е, ама не е лесно. Да. Не, и тоа е интересно е секогаш кога у самиот процес на изготвување на една епизода кога разговарам со гости, ајде дојди на подкаст да збориме за ментално здравје, за тоа кај си ти во успоредба со менталното здравје и си ти репеш што ја ќе зборам за мен, не сум ја некој, не знам, терапевт, психолог, ама уствари, кој што кажа ти, е доста едноставно и сето е едно нешто со кое што се соочуваме секој ден е дел од нашето ментално здравје. И наместо сега и ти да идеме да филозофираме, она што кажа низ некој rabbit hole кај што, не знам, ќе не слуша некој кај ова филозофи, не, едноставно е, не е лесно, тешко е, ама секој еден од нас се соочува на некоја ше скршеница на рака, некоја ше гребнатинка, не знам, на рамото или кај да е. Гребнатинката не мора да значи дека е физичка, може да биде латентна, може да биде, нели, внатре во нашата емоционална гребка, може да биде сосема различна ситуација, секојдневие, незадоволство, може да биде зададена ситуација. Така да, пак ќе кажам,
една блага насмевка решава многу повеќе работи него ли филозофија. Работам со клиенти веќе долго време со луѓе, со големи групи на луѓе и многу луѓе, нели, ја викам, има разлика помеѓу сакам и посакувам. Луѓето што сакаат, стварно го наоѓаат решението. Луѓето што посакуваат, само мечтаат спрема решението. Ми доаѓаш и ми бараш услуга, например, јас сум тренер и ми викаш сакам да ослабам. Јас викам имаме решение. Тренинг и диетија. Ама не сакам да тренирам, ама не сакам. Значи ти посакуваш да ослабиш. Ако сакаш, има методологија, ќе дојдеш, ќе ја прифатиш, пак ќе се вратиме на едноставно е, ама не е лесно. Едноставно е. Таа методологијата сите ја знаеме, информацијата сите ја знаеме. Што е разликата помеѓу реализација и нереализација? Поседување на информација и интегрирање на информација. Ако ти знаеш дека пушењето е штетно и пушиш цигари, ти не знаеш. Ти имаш информација дека пушењето е штетно. А доколку се откажеш од цигари, ти си се себе реализирал и тогаш знаеш дека пушењето е штетно. Да, и мислам дека дел од тоа што стои измеѓу сакам и посакувам е причината зашто го сакам тоа. Да. Ако ја имам доволно, сакам да ослабам, ама зашто сакам да ослабам? Бидејќи, не знам, гледам на Инстаграм, скролам и сите што ги пратам се слаби, витки и се тоа, или бидејќи сакам ја да се чувствувам подобро, мислам дека би се чувствувал подобро, сакам да бидам здрав. Тоа е големо, знаеш, може да прерасне тоа, посакувам ја сега да намалам килажа, до сакам и ќе направам. Вака сега, ќе се сложиме, сите се сложуваме дека менталното здравје е баланс. Да. Што е тоа баланс? Баланс, ајде вака сега, фундаменталните нормативи, социјалната конструкција како нормативи се две различни работи. Балансот никогаш не е 1:1 сооднос. Најчесто сакаме да биде 1:1 сооднос и најчесто ги сакаме ниските стандарди. Што значи ниските стандарди? Да речеме дека најчесто како голден стандард го префаќаме минимумот. Тоа е за све така. 10 склекови, тоа е некој минимум што го прифаќаме за голден стандард. Светска здравствена организација ни вели минимум 8000 чекори на ден и ние го зимаме 8000 чекори како голден стандард. Тоа е минимум. Сите знаеме дека 2 часа пред тренинг, пред физичка активност не смее да се јаде. Тоа е минимум. И назне голден стандард минимумот. Многу подобро ќе се чувствуваш на тренинг 5 сата пред тренинг кога нема да јадеш. Ако е минимум 6 сата, ти спиеш 8 сата, за да се чувствуваш убаво. Не можеш да функционираш цело време на минимум. Ред други примери има што ние сме го прифатиле минимумот како голден стандард и така продолжуваме да чекориме во нашиот живот. Дури се задоволуваме. Минимум 3 пати во неделата тренинг и ти доаѓаш, тоа е минимумот, и ти доаѓаш ми се ценкаш, јас да доаѓам 2 пати во неделата на тренинг. Нема да постигнеме ништо затоа што идеме испод минимумот. Да, максимумот е многу поголем, максимумот е pushing to the limits. Ама минимумот е тој доколку сакаме да имаме некаков прогрес. Ако велиме дека минимум 2 пати во неделата е за да научиш странски јазици, ако учиш еден ден по 15 минути, нема да научиш 10 години. А ако учиш 5 пати во денот, ти ќе научиш многу побрзо. Да, и има пак идеме на тоа, која е причината зашто сакам да научам тој јазик, зашто сакам да ги направам тие 10-15 клекови плюс од тоа што ни е минимум, или наместо 8 ќе дам 12.000 чекори секој ден. Зошто сакам да постигам тој баланс, бидејќи сите зборуваат дека треба сега да имаме баланс или дека мене ми треба баланс, гледам дека ќе прегорам, готов. Така е, значи балансот за менталното здравје не е секогаш овдека. Или не е цело време 1:1, некад е 2:1 сооднос, 3:1 сооднос. Менталното здравје е, да речеме, од физички аспект. Сум изморен, знам кога ќе речам дека ќе го скокнам тренингот. Сум направил прав избор, сум го скокнал тренингот. Зошто? Затоа што не сум се турнал во овертренинг, да прегорам ментално, да прегорам физички, да немам 3-дневна енергија, да не можам да нарушам сон, биоритам да нарушам. Подобро да го скокнам тренингот. Но кој може да го скокне тренингот? Оној што е доволно свесен, доволно искусен и што знае дека тоа не е изговор, туку тоа е потреба.
Разликата е најчесто правиме дека потребата ни е изговорот. Јас ќе го скокнам тренингот. Не, ако има потреба, појави се на тренинг, почни го тренингот, па одлучи дали ќе го завршиш до крај или нема да го завршиш до крај. И ќе доеш на тренинг и кажеш, окей, место сат време што имам секој ден, денеска 30 минути ќе извршиш. И 15 И некогаш 15 се доволно ако да знаеш, дојдеш. Ако се чувствуваш, ама ја ќе се појавам, тоа мене ми се има случајно да ја идам на тренинг, но сум као не можам сега од тие 10 километри што ќе ги трчав, 5 ќе дадам, ќе ги дадам и после другите ги одмарам. И како се чувствуваш после тие Многу 30 секунди, тие 30 минути? Многу подобро поради тоа што, знаеш, прво знаеш дека си направил добра одлука, ама и не се чувствуваш лошо за одлуката. Така е, И ќе се сатисфакцијата појави- е многу поголема затоа што си се надминал себе. Тоа. Значи ти со тие, всушност ако го анализираме тренингот, ти си дал 50%. Ако ја анализираме холистички целата ситуација, ти си дал 110%. Си дошол, си се појавил, си извежбал максимумот во тој момент, ти биле тие 30 минути 100% и затоа сатисфакцијата ти е многу поголема, на многу повисоко ниво. Твојата пинеална жлезда тогаш злачи многу повеќе допамин. Твоето чувство е многу поголемо. Да, нема и тоа и затоа на пример пред една година истрчав маратон и се спремаш 3-4 месеци она интензивно и поеќе, ама едно од работи што ги научив самиот тренинг е дека уствари оние rest days кои што одмараш се најважни. Без разлика кога знаеш дека не можеш поеќе, и трчање на истиот маратон. Знаеш дека окей, ја 10-15 км истрчаш без да одиш. После тоа сваќам дека ако не почнам да одам, ја нема шанси да завршам маратонот. Ама поради тоа што сум успел во претходните 3-4-5 месеци, самиот процес на тренинг, мене ми беше окей да одам. Мене ми беше окей да кажам окей, денеска имам испланирано 10 км, ќе срчам 5, ќе се појавам, следниве ќе ги одмарам. Нема да одам да завршам некоја друга работа, ќе имам дома, ќе спремам оброк, ќе легнам, ќе одморам. Тоа ми е тренингот денеска, не ми е трчање, одморот ми е. Така, и сега ќе се вратиме назад на првичното прашање. Што е тоа ментално здравје? Ментално здравје е баланс. Што е тоа баланс? Балансот е дозирање. No. Така да тоа е еден цел круг. И сега после дозирањето ќе навлеземе во трето прашање и веќе влегуваме down the rabbit hole, каде што нема смисла да ги гњавиме луѓето. Да. Научени сме да филозофираме. Никој не продава методологија. Еве како да бидеш подобар. Едноставно е. Еве како да бидеш подобар. Таа е методологијата. Ние сакаме настојуваме да филозофираме како е чива методологија е подобра. Се тркаат најбрзите 8 луѓе во светот. Сите го знаеме кој е првиот. Усейн Болт. Кој е втор? Штурци. Никој не знае. Знаеш колку е поспор од него? 0,01 стотинка. 10 најдобри методологии се разликуваат со 0,01 секунда во прогрес. 10 најдобри диети да замислиш да ги пишеш на Google, на ChatGPT, кажи му дај ми ги 10, ќе ти ги даде. Знаеш која е разликата помеѓу? На оваа ќе ослабеш 7 кг, на оваа 6,800 грама. Разликата е многу мала за да се филозофира и да се водат војни која е најдобра. Може би тоа е во нашата генеза, да се надпреваруваме, тоа е убаво, ама да ја фокусираме енергијата на продуктивност, а не на филозофија. Сакаш да превземеш нешто да направиш, најди методологија да го решиш проблемот. Имаш состојба, советувај се со тренер, советувај се со психолог, со стручно лице од било која област. Колата ми тропа. Сигурно е ова, чекај ќе се јавам ваму, ќе пишам, да видам, па чекај ќе прочитам, па на другаров не однеси ја на сервис, сервисерот веднаш ќе ти каже што е на колата и ќе ти каже за колку време, на каков начин ќе ја поправи колата. Ние сме колата, што правиме за сопствената кола, со сопственото возило. PDF филтри не сме издувале никад. Седиме дома, максимумот не сме го дале на 3000 обрата колата да. Ама за колата е тоа здраво. Колата ја дувам редовно. А за моето здравје не. Најчесто кога треба за други се грижиме, кога треба за себе сите сме немарни и се занемаруваме. Таква ни е природата, таква ни е биологијата, тоа е нормално. Но затоа велат, обкружи се со луѓе што те гураат кон напред,
а не луѓе што те влечат кон назад. Да, и ние сме збир на луѓето што се околу нас, иако сме обкружени со луѓе кои што сакаат да направат тој чекап и да проверат колата еднаш година дена, се проверат сами себе. И ние тоа ќе го направиме, бидејќи не многу е поразлично, еве се, например, ја имам неколку луѓе во мојот живот што ги сметам како ментори. Ама многу е поразлично кога јас ќе зборувам сега со таа личност и после тоа ќе ја видам истата таа личност, ќе ја видам што прави во нивниот живот. И ние може сега да збориме, ама ако некој не знае и знае дека окей, овие сега двајца зборат, ама ја го знам Ѓорги каков е, он што збори и што прави е малце. Ама кога мене ќе ме види некој, еве, ќе земам некој од играчи што ги тренирам, ја го зборам ова. И они у самиот процес на тренирање, ја кога ги тренирам, гледа дека истото го правам, ќе го примат тоа. Ќе можеби несвесно некојаш, ама ќе го примат, ќе видат, ова е окей. Ама само ако ме слушаат и никој не ме гледа, и тука мислам дека е многу важно и на таму може и да тераме како тренер, како некој кој што секојдневно си у контакт со луѓе кои сакаат да бидат подобро, сакаат имаат различни цели, различни goals и се на различни скилсетови, не се сите исти. Колку е тешко за тебе, например, нонстоп да знаеш што, да знаеш како да им помогнеш, да секој ден се појавиш и да оддаеш, не да направиш тренингот за нив, ама да се појавиш и да им даеш 100% од твојот максимум. Не секој има мотив да напредува и тоа е сосем окей. Не секој сака да се надминува себе и тоа е сосем окей. Многу луѓе сакаат да се одржуваат, да бидат многу луѓе сакаат да бидат само присутни, многу луѓе сакаат да се социализираат, не тоа ја заради физички цели. Сите имаме различни потреби, различни стандарди. Она што велиш, сите сме индивидуалисти, сите сме индивидуална единка. Јас пак велам, колку поздрави и поквалитетни единки, толку поздраво заедница, толку поздраво општество. Сепак сме социјални битија, сам ниту ти се јаде, сам ниту ти се спие, дури античките грци ни сами не иделе во тоалет. Имале јавни тоалети каде што интелектуалната расправија би била таму, као сега ја и ти да сме седнети на веце школки да си разговараме. Тоа бил интелектот. Така да јас ќе се појавам секогаш и да не го дадам мојот 100% максимум, јас се појавувам. Колку и да филозофираме што е ментално здравје, пак ќе кажам, ќе се насмевнам и веќе сум подобар, пак можам да дадам 100%. Особено пред моите клиенти, јас не ги ни доживувам како клиенти, јас ги чувствувам како фамилија луѓето околу мене, како блиски, затоа што секоја размена на било каква енергија, верувам дека се случува со некаква причина. Така да луѓето околу мене кои ќе дојдат и ќе побараат нешто, јас сум овдека, стојам на располагање. Од стручен аспект, мораш да направиш некоја хомогена група кога водиш група луѓе, колку и да не можеш се трудиш да целиш кон хомогена група. Без разлика што е хомогена група, ние пак имаме индивидуален пристап спрема секого. Без разлика што имаш, нели, индивидуален пристап, има микрогрупација. Комплексна е целата тематика. Пак ќе кажам, down deep the rabbit hole, ќе влеземе, ќе ги разглобуваме работите, ќе бараме што од тие работи ни е битно за ментално здравје. На крајот денот иста група ја велам, правиме иста методологија, правиме за подобри склекови. Од 20 души, само 5 души ќе имаат одлични резултати, другите просечни, а некој нема. Пак сме хомогена група. На крајот денот, кој е колку мотивиран? Исто и менталното здравје. Истата методологија, јас ќе имам еден прогрес, ти друг прогрес, јас трет прогрес. Генетиката е битна, така, предиспозициите се битни, нивото на спортска интелигенција, на интелектуална, на социјална интелигенција, емоционална интелигенција, нели веќе правиме градација. Балансот ќе го најдам во групата, ќе гурам целата група заедница, овој не кочи, овој не мотивира, идеме напред, заедница, гураме,
правиме резултати, се чувствуваме подобро. Ако си во депресија или не знам, имаш некаква потиснатост, да не влагам у депресија, општа потиснатост, седиш сам, ќе почнеш сам да се потискаш и да идеш кон да дојде некој да се насмевне 2 реда муабет, ти излегуваш од тој мут. Искусен си, реализиран си, кога ќе научиш сам да си најдеш сопствена методологија како да излезеш од тој мут. Чекај, не копај таму, излези, иди ваму. Веќе се заморувам од тренингов денеска, ќе го прекинам тренингов. Оваа храна веќе ми е досадна, ќе ја сменам, ама ќе направам правилен избор со која храна ќе ја сменам. Океј, да си дозволам и бурек да јадам. И сега ако го исечеме ова као рил, ќе и бурек да јадам, толку отидавме вирал, така. Тренерот рече можам бурек да јадам. Ама јас можам да си дозволам бурек да јадам. И знам дека тоа ќе го направам со причина, кога ќе заглавам со 300 обврски, исцрпен сум до 300 бајле, подобро е да земам да изедам еден калоричен бурек, него ли да изедам 2 краставици и едно јајце на око. Вака ќе се освежам многу повеќе и помирно ќе спијам и квалитетот. Другиот ден ќе си надокнадам со тренинг. Третиот ден сум јас во баланс. Бурекот е минат. Да. Ама ако го земеш тоа како совет, може бурек, кај си изговорите, ете ги. Ми кажа тренерот може бурек. Да, многу е важно, знаеш, не секој е спремен да прескокне тренинг, да земе бурек или да се напие кола, да иде у седмица хамбургер. Ама едно нешто кое што мене лично ми помогна со ова е дека не е здраво ако јас се чувствувам лошо ако го правам тоа. Ако сега јас се обидувам да тренирам, да јадам здраво. Ама ако ја не уживам у целиот тој процес, колку и да навлегувам у самиот тој процес, така е. На крајот на денот ја нема да бидам задоволен и нема да не е здраво за мене. Ако сте заедница што го проја истиот процес е многу полесно. Ако си сам е многу тешко. Да. Тренинг програма многу тешка, сам да ја вежбаш, четвртата недела ми доаѓаш со ментално расстройство. У 4 дни да ја вежбаш. Ама 10 души сме да истата програма, ние се туркаме, се мотивираме. Имаме его, го покажуваме егото, се храниме со внимание, се надпреваруваме меѓу себе. Све си има свое. Така да, не знам, ајде, да дадам барем одговор на првото прашање што е тоа ментално здравје, да не биде само филозофија. Ментално здравје е правата перцепција за себе, реалната слика за себе. Доколку имаш реалната слика за себе, ти ќе знаеш што да направиш. Ако си тажен и викаш не сум тажен, имаш погрешна слика за себе. Ако кажам дека сум јак и влезам да се борам со Майк Тајсон, јас не сум јак. Исто и со емоционалната состојба. Така да, менталната слика е реалната слика за себе. Зошто? Затоа што само ако си реален спрема себе, само критичен, ти можеш да идеш напред. Нема да стоиш во таа позиција. Ако речам вака, па добро, окей, што немам добро тело за летово. И толку, јас сум исекол, наредните 6 месеца нема да дадам 100% за да направам добро тело наредните 6 месеца. Ама ако речам, чекај да се видам пред огледало, нема ништо лошо во гледање во огледало, иако се критикува, доста се гледате во огледало. Што правиме со луѓе што не се погледнуваат во огледало? Тоа се екстремисти. Не чини да се гледаш 7 пати на ден во огледало. Направи формчек, погледни се во огледало. Дај си реалната слика ако сакаш ментално здравје. Ако се залажуваш, јас сум најдобар, добар сум и вака, не си ги подместуваш стандардите кон подобро. Било која тема, сакаш за бизнис, истата методологија. Сакаш за социјална конструкција, истата методологија. Физички, истата методологија. Емоционална хигиена, истата методологија. Да, екстремите се тие и никогаш не се добри. Не може добри се екстремите за да научиш од нив. Да. Од екстремите се учи многу добро, затоа што имаат искуство. Компарација на една екстрема и друга екстрема, ти можеш да дојдеш до баланс и да го пробаш балансот и да речеш стварно е добар баланс. Не мораш да ги пробаш и да ги дегустираш екстремите секогаш. Нема потреба. Ама јас да немаш потреба. Има луѓе што го пробале искуство, го кажале, има луѓе што не ги пробале искуство, најде средината. Јас се од секогаш велам последниот барам неколку години, тоа
некојаш сум као па дали е тоа така, ама не сакам да научам од моите грешки, сакам да научам од грешките на тие што го поминале тоа. Да, некојаш има работи кои што мораш да ги поминеш сам и да научиш од твоите грешки, ама најголем дел од работите, ако направиш доволно добар ресерч и ако зборуваш со луѓе низ кои што поминува, бидејќи реалноста е таа, ние не поминуваме низ ништо што досега никој не поминал. Ние сме едноставно нема тоа е. Ама ако земеме и научиме од јас ја сакам да правам тоа, ќе научам од твоите грешки. Учиме од грешките е еден сленг, еден, како да го наречам, една фраза што е изфорсирана. Учиме и од правилните одлуки. Да. Зошто никој не збори дека учиме од правилните одлуки? Ја можам да направам правилна одлука ако ми дадеш ти совет дека микрофонот треба да стои овдека, јас од денеска знам дека овдека треба да стои. Така, ама ако имам јас 20 години искуство со микрофон, ти имаш 40 години искуство со микрофон, сум научил нешто плюс, така? Ама јас сум отворен за соработка. Не секој е отворен за соработка. Да, и не сега го Учиме од гледаме правилните тоа, да. одлуки. Така да, ако учиш од правилната одлука, советот можеш да го процесираш што ќе ти го даде некој и да речеш не морам да јас да сгрешам за да научам. Тоа е разликата помеѓу пракса и теорија. Да. Теоријата доаѓа пишана од пракса и велиме тоа што можеме да го пишеме е само пишано правило, ама во пракса има многу други фактори што влијаат на тоа пишано правило, како дефиниција дефинирана. Затоа што еден фактор ја менува целата дефиниција. Така да научи ги факторите, освести ги факторите што влијаат, па ќе носиш правилни одлуки. Да. Не секогаш се прави грешка, па од грешката научив идам. Пак. Не, донесов правилна одлука, научив многу повеќе. Да, секогаш ми било фасцинантно кога гледам некои спорти, тренери, разговор со тренери или не знам, ги следиш нивните пресконференции, гледаш се, окей, победиле, они не се срекни. Зошто? Зашто гледаат дека тимот усвари ништо не учи од самата победа. И самото тоа што победуваат, окей, да, победуваш на почеток, може после тоа ако не стануваш ти подобар во самата победа, пред некој ден слушав подкаст со Джордж Расел, Формула 1 возач, кој што вели дека неговата прва сезона, фул сезона во Формула 1, он ја вози една од најслабите коли у гридот и вика неговата пресвртница се случува кога он сваќа дека не е важно кое место ќе заврши, туку ако си постави цел, окей, да, јас се завршив 19-то место, ама дали ја дадов се што можам да дадам за тоа 19-то место? Дали се борев и не гледаш ти дали после ти може да завршиш 18-ти, ама ако знаеш дека сами од себе не си дал се што можеш да дадеш таа трка, пак нема да бидеш задоволен. Мора барем ја тоа што садив од него беше дека идејата е во секоја нова трка, во секоја нова утакмица, секој нов тренинг, секој нов ден, ние мора да имаме цел, ние мора да имаме, окей, што е победата денес? Дали тоа што ќе научиме нешто или што ќе го истераме денот? Тоа се нормативи на шампионите. Да. Шампионите не се задоволни со себе, никогаш и сакаат да бидат подобри. Ќе кажеме хипотетички една ситуација ќе зададеме. Јас сум тренер по бокс, ти си мојот боксер. И ти ми доаѓаш и ми кажеш тренер, победивме, земав. Јас незадоволен од тебе. Зошто? Затоа што си победил по влијање на грешка на противникот, го спуштил гардот, ти си го победил. А при тоа јас ги гледам твоите грешки. Сваќам дека ако си имал појак противник ќе те нокаутира. Затоа што и ти 3 пати си го спуштил гардот, он е послаб по тебе, не го видел, тоа е твој плюс, така. Ама јас нема да бидам задоволен како тренер. Ќе те вратам назад, наредни 3 до 6 месеци ќе работиме на твоите слабости, па на следниот меч кога ќе излезеш, ако се покажеш како што треба, ја ќе бидам среќен, затоа што сум те научил како треба и ќе знам дека си подготвен за следниот појак партнер. Да, и се е тоа, убаво кажа, не се учи само од грешките, туку и од успесите, од победите, и од се. Секоја една ситуација, барем дел, ја викам, уживај моментално, и сакам и самиот, сакам да имам таа некоја практика
да уживам у победата, у денот, окей, супер ден, сега ќе се наградам нешто, ама да не остане на тоа. Исто на флип сайд, ако лош денот е, да не останеме катастрофа ден, сме изгубили утакмица за никаде. Не, окей, да. Оджалувај, продолжуваме понатаму. Идеме дали. Самата ретроспектива што ја направи за баланс, мене ми укажува дека ти имаш одлично ментално здравје. Ти се снаоѓаш многу добро во твоето секојдневие и немаш никаков проблем. Па гледај, тука е она што ќе кажеш, да, окей, да, ама не е исто секој ден. Не ни очекува да биде исто секој ден. И може би, знаеш, некој ден е тоа со мојата сопруга, само што се земавме, изборуваме за што е љубов. И ја уште од стар сум љубовта не е чувство. Пошто ја може некој ден ќе те сакам повеќе, некој ден помалку. Ама ја секој сабајле, ако се разбудам, ја донесам таа одлука дека ќе те сакаме, тоа е љубов. И така е со ја големи менталното здравје. Да, поврзано, цело е кога има све. Цело е кога има све. И твојата одлука секојдневна е секојдневна одлука и твојата одлука ќе донесе и чувство. Поврзано. На крајот денот ја велам вака. Ние сме робови на нашите хормони во нашиот организам. Ние сме една вреќа со хормони, ние сме дајде да не речеме вреќа, да речеме дека сме еден вир со хормони, каде што во текот на денот ние пливаме, во текот на месецот пливаме. Има разлика машки хормонски статус, има разлика женски хормонски статус. Сите хормони се вариабилни. Ќе пројдеш покрај една пекара, само што ќе ти замириса на тазе пecivo, твојот мозок веќе визуализира и лачи допамин многу повеќе за разлика од првиот момент кој ќе посегнеш да каснеш. Ќе каснеш и кажеш, па не вредеш. Ама во моментот кога тоа е многу јако. Така визуализацијата може да помогне. Зошто велам, ние сме робови на тој хормонски статус. Секоја мисла може да ни смени многу во животот. Ти кога ќе помислиш дека сакаш сопругата, ти веќе лачиш некаква хормонски статус према сопругата. Не ни мора, ти кога ќе помислиш на незе, ти лачиш некакви чувства спрема. Не мора да биде до тебе да ја видиш, да ја допреш, да ја почувствуваш. Имаш еден многу добар експеримент, односно истражување, се случува маратонско трчање, каде што на сите учесници им зимаат ниво од крв, односно за да проверат ниво на тестостерон пред да ја почнат трката. И сега се случува, што се случува? Завршува првиот, му зимаат крв, нема значително покачување на тестостерон. Некој на 78 место што завршува има 4-5 пати покачување на ниво на тестостерон. Како, зашто и сега и да анкетата го прашуваат. Добро, ајде објасни да видиме, да најдеме што е работа. Абе вика некаде на кај полумаратон 27 км, некаде на кај 17 маратон, јас се почувствував толку лошо, поверував дека ќе имам срцев удар, почнав да се гушам, ама не се откажив. Продолжив, се надминав на себе, јас завршив трката. Survival, extreme. Така да, нашата репродукција е директно поврзана со љубовта и со survival. Љубовта, тоест репродукцијата ни е некој survival. За нашето поколение, за нашата иднина, за самите себе ни дава сатисфакција. Моментот каде што ќе умрам, ќе преживеам, ни дава ниво на тестостерон. Гледаш, сите хормони комуницираат еден со друг. Сега овдека више навлегуваме во експертиза една, каде што не знам колку вреди да навлеземе и да збориме на јавноста, да ја гњавиме со таа експертиза, односно можеме да дајме методологија, бидете борци. Во секоја зададена ситуација не се откажува, продолжи. Да, сега треба да бидеш свесен, треба да знаеш кога да се откажеш. Не секогаш е методологијата удирање со глава во зид. Не функционира, откажи се. Сега тоа не функционира, па со друга тема поврзана. Кога си ти во стадиум, имаш хормонски дисбаланс, јас те ставам на тренинг, на исхрана. Да ти го смениме биоритамот треба, исхраната, тренингот, првите 4-5 месеца немаме да имаме прогрес. Зошто? Затоа што имаш хормонски дисбаланс, имаш искушење,
борба со себе, па постепена регулација на хормонскиот нов статус, каде што после четврти ти тие 4-5 месеца викаш ја мавам со глава од зид. Ама ако имаш стручно лице покрај тебе, тој што знаеш што правиш во моментов, ќе те турне, ќе ти објасни што се случува, во кој стадиум сум, методологијата после 5 месец ќе продолжи. Ама ако после 5, 6, 7 не продолжува, тогаш имаш стварно погрешна методологија. Да. Па има она дефиниција за insanity. Као правиш една иста работа и очекуваш различен резултат. Да. Ама тоа има две страни, кој што кажа ти некојаш е тоа, некојаш едноставно методологијата е погрешна и мора да ја менуваш, ама некојаш тоа е патот. Да. Кај што ќе ја правиш истата работа, месец дена, 2, очекуваш различен, во еден момент ќе проработи и ќе го добиеш тој резултат. Ама, знаеш, треба да се преска го спомната, обкружиме со луѓе кои што ќе може тоа да ни го да ни помогне да осватиме и тренинг, се е тренинг. Јас ова сега што зборувам и верувам и ти, не сме се родиле така и не еден ден кликнало, не, туку е процес кој што колку пати ја барем сам знам за себе, сме паднале за да морам да научам, окей, да, некојаш ќе лупам со глава од зид и знам дека после некое време дека ќе ми дае резултат. Може нема да дае очекуваниот, може и повеќе од очекуваниот ќе ми дае, ама знам, некој сум, нема шанси. Не можам ја да терам сега под 4 да завршам маратонот, нема шанси. Не Бидејќи секогаш фактор тоа и тоа. Не може. Не секогаш батериите ни се полни. Имам едно миксерче за кафе и на 10% кога се батериите, он меша споро, полека ми го прави кафето, 3 минути го прави кафето. Ама кога имам нови батерии полни, 10 секунди. Така и во животот. Мора да знаеме и дозираме. Тоа е, дозирање, баланс. Балансот нема никогаш да го достигнеме. Балансот е варијабилна работа и треба да сме свесни дека е варијабилна и да прифатиме дека е варијабилна. Денес е добар денот, ќе пројде добро. Утре е лош денот, ќе пројде лошо. Задутре ќе се потрудам да биде уште подобар. И пак ја секој кажам, не е крајниот резултат никогаш не е тоа што мене ми е интересно, туку процесот. И никогаш ние нема да достигнеме тој баланс. Ама само до тоа што ние сме во тој процес кон достигнување на тој баланс, нас ни помага да живееме некој избалансиран живот, ако може и така да се каже. Некои денови пак ќе кажам поеќе, некои помалс. Сакам да зборуваме малци за твојата улога како едукатор. Спомна дека си асистент, може би не сме го кажале на док снимаме, ама си асистент на факултетот за физичко здравје. Кажи ми малце поеќе за тоа, колку тоа ти помага, например, да останеш во тек и со работите, и плюс колку ти помага во твојата работа со клиенти, работа со други луѓе, да напредуваш, да се градиш поеќе како тренер и личност. Секое знаење и познавање што ќе го стекнеш од било која област ти припомага во животот во секојдневието или во работата што ја работиш. Ако знаењето или искуството како демонстратор, како внатрешен случен работник, асистент на катедра што го работам, го интегрирам во мојот приватен бизнес и како ми има големо значење. И обратно, искуството од овдека со работа со луѓе, кога ќе го префрлам од овдека, знам да не се претопам да бидам дел само од оваа страна на катедрата, да допрам и до студентите од другата страна, да има интеракција, нели? Едукацијата, односно менторството, најчесто го префрламе на најдобар начин што знаеме, преку сторителинг, преку споредби, преку компарации, преку моментална анализа на ситуации. Имаме повеќе методи каде што ние можеме да дадеме еден пристап, така, спрема нашите ученици и студенти. Во поновите генерации велат вака, нема лош студент, има лош професор. Што не секогаш е така. Ја велам, има многу повеќе лоши студенти и незаинтересирани, отколку што, нели, понекогаш е џаби залудно да се трудиш на некого што е дојден ради реда да му дадеш многу.
да му дадеш знаење. Ние најчесто им велиме на нашите студенти, вие сте овдека дојдени доброволно. Доколку не ме следите, не сакате, бујрум повелете, напуштете ја наставата, едноставно не се малтретирајте самите себе, не ме малтретирајте мене. Јас го давам мојот 100%, ама не ме терајте да влеземе во лудост или во конфликт. Немаме потреба од конфликт. Тука сме академски граѓани, овдека веќе сакаме да идеме сите напред. Имаме сите иста визија, иста цел во животот. Ние нашето искуство треба да го предадеме на вас, а вие понатаму да продолжите да го применувате нашето искуство во вашата секојдневие. Да, колку мислиш дека е важно тоа некое факултетско образование за секој еден дали ќе биде тоа тренер, фитнес тренер, наставник по физичко образование? Многу едноставно ќе ти одговорам. На секој факултет, ја велам, ќе земеме медицина. У медицината кај нас е најпознат доктор Жан Митрев. Не можеш да очекуваш сите да видат Жан Митрев. Другите се просечни, подпросечни доктори, така, незаинтересирани доктори што работат само ради реда, ради плата. Во секоја област е така. No. Имаш еден тренер што е топ of the топ, останатите се просечни. Без разлика дали едукација е потребна, дали ќе биде класична или само иницијативна, нема разлика. Буквално сум запознал луѓе што се надвор од мојата струка, но што се само иницијативни, себе иницијативни, што прочитале многу повеќе книги од 90% од моите колеги. Жално е да го кажам, но реално знаат многу повеќе неголи некој што завршил само факултет. Познавам луѓе што се откажале од факултет, станале милионери околу мене. Зошто? Затоа што на друг начин ја научиле и усвоиле методологијата, ама не значи дека таа методологија сама паднала. Отвориле книги, читале, учеле, искусиле, отишле напред. Истото е така. Сега замисли, колку е помокно да си на факултет и да плюс да си самоиницијативен. Ова ти е вовет, водилка, понатаму во животот се доедуцируваш. Јас завршив факултет, ја кога завршив факултет, реков, добро, Даниел, што сега? Сватив дека имам само вовет и насока во животот. Чекај, сега спорт, ајде сега, право, економија, маркетинг, менеджмент, по 3 книги од све да прочиташ, после месец дена сваќаш, чекај, има организацијски, евент организации, чуда, работа со луѓе, human resource, психологија има тука, па маркетинг, па менеджмент, па право во спортот, и стануваш се поквалитетна единка што може да влие и да постигне многу повеќе. На почеток учиш, нели ја велам, time management, после учиш energy management. Све си доаѓа level up. Доколку си само иницијативен, без разлика ти дали ќе завршиш факултет или не. Да, и многу е важно тоа што кажа ти, и пак доаѓаме од тоа што зборевме преска. Која е твојата причина зашто? Ако сакаш да успееш во тоа што си го завршил спорт, ќе мора да се надоградуваш, бидејќи спортот нонстоп се менува. И као и секоја струка нонстоп се менува, ти не можеш да останеш на само едно и на самиот почеток да си ги направил сето тоа, ако не продолжуваш како поминуваат годините, поеќе книги да читаш, поеќе до едукација. Ајде ќе направиме на ретроспектива една компарација. Имаш човек што завршил факултет, само факултет. Имаш некој што не завршил факултет, но иде на семинари, има до едукација, така. И имаш мене што завршил факултет, мене никој не ме терал да идам на 3 семинари у месецов. Никој не ме терал уште 3 книги да прочитам. Никој не ме терал да заспиам со слушалките, слушајќи подкаст од некој интелектуалец во некоја област да дознам нешто повеќе. Никој не ме терал наместо да пеам у кола да слушам аудиобук. Така, тие работи ме довеле до таму каде што сум, ме доизградиле за да можам да бидам поквалитетен кога действувам во мојата област. Да, и секој ден е, знаеш, само уште толку повеќе додаваш или одземаш. Да. Некојаш, не знам, ти колку и да, тоа го имам сватено дека колку е исто, највеќе тоа го сватив сега во последните неколку месеци кога почнав за прв пат да идам у тератана и да вежбам. Кај што првите неколку дена и првите неколку недели супер, и после месец, 2 месеци поред, и морав да направам пауза од неколку недели, 3-4 недели, и после се враќам и гледаш дека чекај.
таму кај што бев кога ја почнав паузата, сега сум као да сум на самиот, не на самиот почеток, Не продолжуваш од таму каде што ама си не застанал. застанав од таму. Никогаш. И морам да прво очекувањата да си ги намалам Да. и да сватам окей. Сега Баланс Ке ми помеѓу треба. моменталната состојба и волјата. Кога ни се повредуваат рекреативците највеќе, во кој спорт имаме највеќе повредени рекреативци? Во малски фудбал, во балону мало, се собираат, го гледаат Роналдо како игра, на времето тренирал фудбал, волјата му е, мотивацијата овдека е, дал Роналдо 3 гола, ама моменталната состојба овдека. Ама он иде на терен и верува дека неговата форма е овдека. Не, симња мотивација да сакаш да не се повредиш. Имаш 30 и кусур години, не си ни приближно Роналдо, само си публика што гледал и се мотивирал, си хајпнат, идеш на малски фудбал, идеш у контакт, повредено коленото. 80% од луѓето што повредиле колено на малски фудбал се мотивирани out of shape. да. Нема Врати се назад, иди 3 месеца теретана, врати, почни да трчкаш, па иди на терен, играј, гледај го Роналдо, па пробај да дадеш нешто повеќе од себе. Ема тоа е која убаво Нема кажете. континуитет. И континуитет, ама и која ќе може да се погледнеме у огледало и да видиме до кај сме, окей. Реалната слика за Се себе. враќаме пак. Тоа е здраво Тоа е. ментално, нели, менталното здравје. Да. Инаку, кој е менталното здравје ако јас идам на тренинг да се повредам? И таа повреда што ќе ми направи? Дисбаланс во животот, во секојдневието, во секојдневното функционирање. Ја највеќе од повреде највеќе што мразам се shin splints. Кај што едноставно не е некоја да кажеш Колку пати ти се случило shin splint? неколку пати, 2 пати. Како ги санираш? Одмор. Тоа Одмор не е само одмор. Не, и што сега поента зашто ги спомнав е тоа да лед, мраз, може не Највеќе помага слабо одење малце. масажа со топче Аха. на стапалото. На средина на стапалото има една тетива која е поврзан со мускулот кој проаѓа покрај цеваницата и овдека се скрутува највеќе, а реакцијата е горе. Тоа е исто како гитара. Кога ја затегам овдека, жицата пука доле. Овдека е затегнато, реакцијата, болката се случува на цеваниците. Јас сум го имал ова пред 25 години кога немаш информации. Јас сум го научил тоа преку сопственото лошо искуство и сакам да го дадам на луѓето да не се мачат за 2 недели, 3 недели да се рехабилитира, а не да идеш 3 месеца, 4 месеца, 5 месеца да те болат цеваници, да не можеш да продолжиш со тренажен процес. Тренажниот процес ќе го паузираме, ќе го масираме тоа место. Да, ладната облога, благата масажа помага за образување, правилната исхрана помага, но пред све масажата затоа што гитарата е тука, стегната олабавија тука, за да не пукне тука, да не боли тука. Да, ама и баш заради тоа ја мразам повреда мора да одмараш. Мораш да одмараш, да. Тоа се Што е случува да? од овертренинг. Што и да е, овертренинг. мора да одмараш. Тоа се случува како одбранбен механизам. Да. За нешто да не се скине, да не пукне, друго во компензација се скрутува и ти прави болка и ти вика сега јас ќе те одморам. Нема шанси да трчаш посо. Инаку ако продолжиш, ќе пукнеме, Да. ќе скинеме мускул, тетива, така да добро што се случило тоа, ама научи го како лекција и понатаму научи да го дозираш тренингот, да ја дозираш паузата. Тоа не се случило можеби од дисбаланс на немање доволно пауза, можеби од преинтензивен тренинг. И Сооднос од има, балансот знаеш, помеѓу. некојаш не знам, подлогата на која што трчаш, некојаш се патикиве, некојаш има, ама само тоа што у еден момент мора да сватиш дека не можеш 2 недели, 3 недели ќе одмараш, ќе ставаш облоги, сега со топчева ќе гледам до следен пат кога ќе се појави ќе направам тоа, ама Гледај да не се покрај појави. се да не се појави и да одмараш. Даниел, снимаме веќе 50 на минути, навлегуваме во тој саат кој што си го дававме на сам почеток. Дали има нешто кое што пред да завршиме би сакал да додаеш? Дали некој, не знам, твое искуство кај што си поминал низ нешто у било кој аспект или не знам, ја би те прашал у насока на што правиш кога сваќаш дека си не знам, презафатен, премногу работи имаш, како
намалуваш, како успеваш да се вратиш пак на некој добар баланс, која, знаеш, некојаш ќе забереш со премногу, кои ти се некои методи, еве, лично за тебе, за да се вратиш пак у некој нормален баланс? Во секојдневието многу често ја користам Айзенхауер методата. Айзенхауер е претседател на Америка, кој што има една коцка каде што ги дели работите на битно, небитно, urgent, not urgent, important, not important. Така да ќе научиш спрема таа методологија што треба да се откажеш, што е небитно, колку и да ти звучи битно, што е приоритет и што можеш да делегираш во животот. Не можеш све сам во животот. Така да била разлика за што и да се случува. Еве, сега сум на подкаст, некои работи ми се поклопиле, сум се јавил на луѓе да ги завршат тие работи, затоа што не можам. Затоа што сега сум на подкаст, сум имал други обврски што не се можеби толку битни, сум се откажал од тие обврски, сум дошол овдека. Приоритетите треба да знаеш кога се, треба да научиш не секогаш да кажеш не и не секогаш да кажеш да. Тука е балансот, тука е менталното здравје. Можеш да работиш и 5 работни позиции како мене, ако си добар менаџер на сопственото време, менаџер на сопствената енергија. Доколку не си, не пробувај, нели? Ќе изгориш, ќе прегориш, ќе го научиш по лошиот пат. Сите ние имаме лоши искуства во животот и тоа е нормално и така треба да биде. Сите ние имаме убави искуства и тоа е нормално, така треба да биде. Трудете се да имате повеќе баланс помеѓу доброто и лошото. No. Повеќе да се трудиме да биде добра одлука, да учиме од добрите одлуки, неголи од лошото искуство. Да. Фала ти за разговорот. Ја не знам за оние што не слушам, ја знам дека попремав доста и уживав во самиот разговор. За крај, завршувајќи го разговорот, би те прашал, кое е едно прашање што би сакал да го поставиш сега на оние што не слушаат? Прашање. Зошто им го задржавме вниманието да не ги слушаат цели 50 минути? Нека се запрашат дали она што го слушаат цело време да пробат да се освестат дали го прифатија или има антагонистички став. Зашто најчесто не сме свесни кога слушаме некој што пробува да не смени и да ни даде нека методологија, зазимаме антагонистички став, ги вкрстуваме рацете и 50 минути доколку гледавте со вкрстени раце, треба да се запрашате да си имате вистинската слика спрема себе, во кој дел од публиката спаѓате вие. Или доколку бевте отворени, слушавте, верувате дека научивте, нели, нешто повеќе, please press like and subscribe.